Учениците во Прилеп, како и во цела држава, моментално ја бойкотираат онлайн наставата, односно матурантите во 4-та година во сите средни училишта во градот, односно во сите 5 средни училишта во градот, моментално не се уклучени на својата настава. Сето ова се случува поради бойкотот организиран од страна на Сојузот на средношколци на Република Северна Македонија, кој што има своји цели. Причината на овој бойкот е некомпетентната, неизвршена или пак онлайн настава која што се одвива со одредени попречувања. Причината за ова се неисполнетите ветувања од страна на Министерката за образование и наука Мила Царовска, која што на средношколците, на матурантите им вети дека ќе ја скрати наставната програма по сите предмети и тоа не беше исполнето од нејзина страна, ниту пак од Државниот испитен центар. Затоа учениците се организираат да ја бойкотираат онлайн наставата и со тоа ги имаат барањата кои што се изложени од страна на Сојузот на средношколци до јавноста и до Министерството за образование и наука и Државниот испитен центар. Моментално во Прилеп, како и во останатите градови, во дел од училиштата се врши притисок се со цел учениците да се вратат на настава, учениците да продолжат да ја слушаат наставата и да го прекинат нивниот бойкот со тоа што ќе прифатат да полагаат матура како во нормална ситуација, иако нашата држава во овој момент се најдува во кризна состојба. Се кажува дека можеби ќе бидат регулирани нашите изостаноци и дека учениците ќе треба да надополнуваат настава и часови, но сето тоа во овој момент е непоткрепено со никаква документација или барем ние ја немаме добиено. Така да ги поддржувам сите ученици во сите градови, како и нашите ученици овде, да продолжат со нивниот бойкот и заедно сплотени да дојдеме до нашата цел. Како Сојуз на средношколци на Република Северна Македонија, ние излеговме со барања до МОН. Во нашите барања ние бараме скратување на самата програма која што треба да се полага во државната матура. Исто така во нашите барања побаравни скратување на предметите кои што треба да се полагаат. Ние бараме полагање на мајчин јазик, исто така како втор предмет да учениците сами да го изберат предметот кој што му е најпотребен за продолжување на високото образование и вклучување на проектната задача. Во оваа прилика сакам како член на Сојузот да ја демантирам изјавата на министерката Царовска дека меѓу врсниците постои сајбербулинг, барем конкретно за во Прилеп. Ние како Сојуз никогаш не сме вршеле некаков притисок нашите ученици средношколци да се вклучат присилно во самиот бойкот. На ниво на Прилеп успешноста на бойкотот е повеќе од 90%. Сите 5 средни училишта се вклучени во самиот бойкот и би сакале да му се заблагодариме на сите директори и професори кои што не ни вршат притисоци, а истите кои што ни вршат притисоци да престанат со вршење на притисоците, бидејќи сите ќе бидат пријавени во Народниот правобранител и Хелсинскиот комитет.